Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, во денешната епизода ќе продолжиме таму каде што застанавме во претходната епизода, на почетокот од Псалм 22, во кој ни е опишано Христовото понижување, но и неговото прославување. Станува збор за текст во кој, покрај другото, ни е опишан начинот на кој Христос се чувствуваше додека висеше на крстот. За разлика од Евангелијата, каде читаме што се случи, во овој псалм читаме како Господ Исус гледаше на сето тоа. Би можеле да кажеме дека овие стихови не воведуваат во духовната темнина на тој час, кога Исус беше распнат на крстот на Голгота. Овој псалм започнува со зборовите кои Господ Исус ги изговори непосредно пред да умре. Ке го прочитам стих 1 повторно. Боже мој, зошто ме остави? Зошто си далеку за да ми помогнеш, за да ги чуеш моите повици? Не можеме со сигурност да знаеме во која фаза од животот Давид ги напишал овие зборови. Со сигурност можеме да знаеме дека тој имаше моменти во кои се наоѓаше под притисок и неговиот живот беше во опасност. Но, очигледно е дека дојде до таа точка каде се почувствува оставен од Бог. Знаете, тоа е реална човечка емоција и би рекол дека поголемиот дел верници, барем еднаш во животот, ќе се најдат во ваква или слична ситуација, кога поради животните околности, барем за момент, ќе почувствуваат дека Бог или ги оставил или е далеку за да им помогне. Но, во такви моменти, е важно да го искажеме тоа пред Бог и тие мисли да ги процесираме пред Него. Од друга страна, кога станува збор за Господ Исус Христос, многу лесно можеме да кажеме кога тој се чувствуваше вака. Додека висеше на крстот на Голгота, тој ги изговори токму овие зборови, кои царот Давид ги напиша речиси 1000 години претходно. Во Евангелието според Јован, глава 1, стих 29, за него се вели дека е Божјото јагне кое на крстот на Голгота ги зеде гревовите на светот. Во послание до евреите, глава 2, стих 9, читаме дека поради неговото страдање до смрт беше крунисан со слава и чест и преку Божјата благодат тој умре наместо грешниците. Апостол Петар во 1 Петрово, глава 2, стих 24, ни вели дека Исус на своето тело ги понесе нашите гревови на дрво, за да бидеме оправдани. При сето тоа, Господ Исус ја извршуваше волјата на небесниот татко. Во тој тежок и мрачен час, кога беше на крстот на Голгота, Господ Исус се почувствува оставен од небесниот татко. Не можеше да се сврти кон него за помош, ниту пак можеше да побара помош од луѓето кои беа околу него. Едни го распнаа, а најблиските пријатели и ученици го напуштија. Стих 2. Боже мој, те призивам дење и ти не слушаш, и ноќе и нема мир за мене. Како што можете да забележите, Давид беше многу директен и искрен со Бог. Не само што му кажа дека се чувствува осамен и го чувствува Бог дека му е далечен, но тврди дека Бог не го слуша, а и во себе царот не чувствува мир. Дали е вистина дека Бог беше далеку од него и не го слушаше? Не, но сепак можеби Давид се чувствуваше така, бидејќи Бог веднаш не ја исполни неговата молитва. Кога Господ Исус ги кажа овие зборови, тој исто така се чувствуваше оставен од небесниот татко, а сепак истовремено небесниот татко преку Исусовата жртва го помири светот со себе. Не само тоа, туку забележете што рече Господ Исус пред да биде предаден и распнат. Во Евангелие според Јован, глава 16, стих 32 се вели: Ете, иде часот и веќе настапува, да се разбегате секој кај своите, а мене сам да ме оставите, но јас не сум сам, бидејќи Отецот е со мене. Мислам дека причината поради која Господ Исус кажа дека се чувствува напуштен од таткото е поради сиот грев на целиот свет, кој беше натоварен врз него во тој момент.
Тој се чувствуваше осамен поради сите тие гревови. Стих 3. Сепак, ти си свет, обкружен со пофалби од Израел. Бог е свет. Кога Господ Исус на себе го зеде гревот на луѓето, нормално беше дека почувствува некаква одвоеност од таткото кој е свет. Патем, она што е навистина интересно е дека, додека му судеа на Исус, тој молчеше и не сакаше да се одбрани. Во Исаја, глава 53, стих 7, читаме: Тој беше измачуван, но страдаше доброволно и устата своја не ја отвараше. Како јагне, тој беше одведен на колење. И како што е овцата пред стрижачите своји безгласна, така и тој не ја отвори устата своја. Од друга страна, додека умираше на крстот, тој ја отвори својата уста и почна да извикува кон таткото. Стихови 6 до 8. А јас сум црв, а не човек. Подсмев за луѓето и презир во народот. Сите што ме гледаат ми се подбиваат. Нишајки ги главите, велат: Тој се надеваше на Господ. Нека го избави, нека го спаси, ако му е угоден. Своевремено Давид беше познат како човек кој му верува на Бога и се надева на него, но кога се најде во непријатна ситуација, кога се најде во тешки животни околности, а на неговите непријатели тоа им беше јасно, тие почнаа да се подбиваат со него и да велат дека самиот факт што Бог не го избавува од таа ситуација, значи дека не му е угоден. Кога еден човек ќе се најде во неволја, а изгора на тоа се соочува со вакви притисоци, тоа е навистина тешка околност која може многу да го обесхрабри. Верувам некој од вас ќе се сетите дека токму на овој начин религиозните водачи зборуваа и за Господ Исус Христос додека висеше на крстот. Тие како да тврдеа дека неговата смрт на крстот е доказ дека не живеел живот кој му е угоден на Бог. Му се подсмеваа не само пред да биде распнат, туку и откако го распнаа и додека умираше. Како да не беше доволно тоа што лажно го обвинија и осудија, тие и останаа под крстот за докрај да му се подбиваат. Таа сцена е многу добар доказ за грешноста на човекот. Каква беше реакцијата на Господ Исус на сето тоа? Во Лука, глава 23, стих 34 вели: Татко, прости им, бидејќи не знаат што прават. Тој можеше да им возврати вербално, или пак за миг да ги погуби сите кои му се подбиваа, но не го стори тоа, бидејќи на крстот на Голгота умре и за нивните гревови. Стихови 9 и 10. Но ти ме изведе од утробата, ме успокои на мајчините гради. Кон тебе сум приврзан уште од зачнувањето мое, од утробата на мајката моја, ти си Бог. И покрај тоа што Давид беше притиснат од животните околности, а и од самите непријатели, сепак најде утеха кај Бог. Би било добро да го научиме ова од него. Наместо да дозволиме околностите да не притиснат и угушат, за нас ќе биде добро и полезно да бараме спас и избавување кај Бог. И Господ Исус Христос, Божиот Син, кога висеше на крстот, најде утеха во небесниот Татко, знаејќи дека и покрај тоа што му се случува, сепак ја исполнува волјата на Таткото. Продолжуваме со читање. Во следните стихови Давид ги опишува неговите непријатели. Ја отворија устата против мене како лав, кој го раскинува својот плен и рика: Јас се разлеав како вода, сите мои коски се разглобија, срцето мое стана како восок, се топи во моите гради. Ова е начинот на кој Давид се чувствуваше во однос на неговите непријатели. Ги споредува со лав, кој го раскинува својот плен и се фали со тоа. Зарем не беше таков ставот и на религиозните водачи, кога го распнаа Господ Исус Христос? За нив, тоа беше еден вид на успех. Го растргнаа оној кого го мразеа и задоволни си отидоа дома. Стих 15. Силата моја се исуши како цреп, јазикот ми се залепи за непцата, во смртоносен прав ме фрли. Патем, кога читаме за јазикот кој е залепен за непцата, сетете се на Господ Исус, кој додека беше на крстот, кажа дека е жеден и му дадоа да пие оцет.
Стихови 16 и 17. Глутница кучиња ме обколија. Цела чета од злочинци се врти околу мене. Ми ги прободоа рацете и нозете. Можам да си ги пребројам сите коски мои, а тие гледаа и ме презираа. Ова е многу јасно пророштво за страдањата на Господ Исус Христос. Во Евангелијата се вели дека откако го измачуваа и тепаа, на крајот го распнаа на крстот на Голгота, каде ги прободеа неговите раце и нозе. Мислам дека за нас денес е тешко и да замислиме колкав срам и болка чувствуваа оние кои беа измачувани на таков начин. Станува збор за метод на погубување на луѓето кој имаше за цел да ги понижи оние кои се осудени. Се разбира, најтешкото во однос на Господ Исус е тоа што самиот тој беше невин, а сепак го казнија на ист начин како и најголемите злосторници во тоа општество. Зошто го стори сето тоа? За да плати за моите и вашите гревови. Стихови 19 до 21. Но ти, Господи, не оддалечувај се од мене, сило моја, побрзај ми на помош. Избави ја од меч душата моја и од пците еднородната моја. Запази ме од устите лавовски и од роговите биволски спаси ме. Иако не можеме со сигурност да знаеме во кој период од својот живот Давид ги напишал овие зборови, она што е сигурно јасно е дека неволите низ кои минувал Давид биле навистина тешки, а и бројот на непријатели со кои се соочил бил сигурно голем. Но тоа сигурно не било ништо во споредба со страдањата на Господ Исус Христос на крстот. Патем, веќе неколку пати во оваа епизода го спомнав зборот крст и сакам да кажам збор 2 за него. На старогрчки јазик постоеле два зборови кои на наш јазик се преведени како крст. Првиот е стаурос, се користи во Матеј глава 27 стих 40, каде читаме: И велеа, ти што го уриваш храмот и за 3 дни го содзидуваш, спаси се себе си, ако си син Божи, симни се од крстот. Уште едно од многуте места каде се користи тој збор е 1 Коринтијаните глава 1 стих 18, каде пишува: Зашто словото за крстот е безумие за оние што пропаѓаат, а за нас, кои се спасуваме, сила Божја. Крстот на вистина бил составен од 2 парчиња дрво, но не ми се верува дека тие биле толку педантно подготвени како што гледаме на многу од сликите. Она што на сликите често го гледаме е дека Господ Исус, а и разбойниците, биле распнати на 2 идеално исечени и ишмирглани греди дрво. Не ми се верува дека римјаните трошеле време за тоа. Вториот збор е цилон, што едноставно значи парче дрво. Во Дела, глава 13, стих 29, тој збор е преведен како дрво. Тука можеме да искористиме игра на зборови и да кажеме дека дрвото на кое умре безгрешниот Божји син стана дрво на животот за сите оние кои веруваат во него. Се сеќавате ли на дрвото на животот од Едемската градина? Писмото вели дека кога Адам и Ева сгрешија и беа избркани од градината, тоа дрво беше подигнато од земјата, но крстот стана дрво на животот за сите кои веруваат. Во следните стихови од Псалмот имаме промена на тонот и содржината, бидејќи сега ќе читаме за заедништвото на верните и славењето на Бога во тој колективен контекст. Стихови 22 и 23. Ке го објавувам името Твое на браќата и сестрите своји. Сред собранието ке те фалам. Вие што имате страхопочит кон Господ, восфалете го. Целото семе Јаковово, нека го прославува. Нека се бои од него целото семе Израелово. Псалмистот не сакаше сам да го слави името Господово, туку да го прави тоа во присуството на други верници. Знаете, ова е многу добар аргумент во насока на важноста од присуството на редовните црковни собири. Важно е дома самите ние да го славиме Господ за неговите дела, но исто така е важно да го правиме тоа со други луѓе, а тоа се останатите христијани, кои редовно се собираат во црковните храмови.
стихови 25 и 26. За тебе е похвалата моја во великото собрание. Ке ги исполнам ветувањата своји пред оние што имаат страхопочит кон него. Ке јадат сиромасите и ке се најадат. Ке го фалат Господа оние што го бараат, нека живеат срцата ваши довека. Се сеќавате ли на еден од криминалците кои беа распнати до Господ Исус? Тој ја свати својата грешност и Исусовата безгрешност и побара од Господ Исус да се сети на него кога ќе дојде во своето царство. Сваќајќи ја својата духовна сиромаштија, тој се насити. Стих 31. За избавувањето од него ќе им се соопштува на луѓето што ќе се родат, зашто сето тоа Господ го изврши. Преку оваа аудио програма, нашата цел е да го соопштуваме Господовото избавување кое тој го изврши на крстот. Кога висеше на крстот, Господ Исус рече: завршено е, и потоа го испушти својот дух. Со тоа, тој умре и плати на крстот за гревовите на секој од нас. Неговото избавување е целосно, бидејќи по 3 дена воскресна и со тоа ја победи смртта. Преку своето откупително дело, Господ Исус изврши се што е потребно за ние да добиеме простување на гревовите и вечен живот. Во Евангелијата се вели дека во последните 3 часа, додека тој висеше на крстот, во областа на Ерусалим владееше физичка темнина, но за време на таа физичка темнина, Бог ја објави и светлината на неговата љубов и милост, бидејќи на крстот плати за нашите гревови. Во тие 3 часа, крстот стана жртвеникот на кој Божјото јагне беше жртвувано за гревот на сиот свет. Во книгата на пророкот Исаја читаме дека Божјата волја беше да го казни и да го предаде на мачење. Тоа е запишано во глава 53, стих 10. Тој врз себе ги зеде гревовите на секој од нас, а секој кој верува во него ќе добие простување. Во Евангелие според Јован глава 3 стих 16 читаме дека секој кој верува во него нема да загине, но ќе има вечен живот. Зборот секој треба да го толкуваме во буквална смисла. Секој, макар и луѓето кои премногу грешеле во животот, може да поверува во него и да го добие исполнувањето на тоа ветување. Без разлика кој сте, без разлика каде сте, што се сте сториле во животот, Бог сака да ви ги прости гревовите преку вера во Спасителот кој умре на крстот за вас. Со тоа доаѓаме до крајот на овој прекрасен псалм. Во следното проучување ќе го обработиме Псалм 23, кој е еден од најпознатите во Библијата. Но, она што треба да го имаме на ум е дека Псалм 22 е всушност поврзан со Псалм 23. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.